Добар ден или добро вечер во приквечерието на овој четврток, 30 на минути по 19 часот, термин за, би рекле, последното издание на Студио 1 во четврток за оваа сезона. Она што во наредните 20 на минути ќе го разговараме е секако тема која што, па би рекле, целите овие години наназад е актуелна како тема, но она што веројатно ќе се случува во сабота во Скопје, тоа е првиот Прайд во организација на ЛГБТ активистите од Скопје. Секако е едниот повод за денешниот разговор, но и она што денеска и утре се случува во Скопје, а тоа е конференција за унапредување на правата на ЛГБТ заедницата во Северна Македонија. Сега вечерва со мене се чини Билјана Гинова како еден од најпознатите, јас би рекла, и борци за човекови права и ЛГБТ активист, затоа што годините наназад се чини, како би рекло, на орото го води Билјана. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер. Во 1 ТВ. Благодарам за поканата. Така, денеска беше малку и в улога на модератор на оваа конференција, која што е во организација и на Министерството за труд и социјала и на Советот на Европа, но и од твојата, би рекла, организација, каде што си копредседава, што е организацијата ЕРА. Токму напредувањето на правата е тема, се чини темпирано пред Прайд викендот или случајно? Ништо не е случајно. Така, добро. Пред да започнам да коментирам за конференцијата, сакам првен да дадам две корекции. Првата корекција е дека кажавте дека јас сум ороводач во ЛГБТ активизмот. Да, ви благодарам за тоа. Но за среќа во Македонија нема многу повеќе, не сум само јас. И слично како птиците кога летаат во тоа ве, се менуваме. Еднаш еден од нас е на фронтот, друг пат друг, трет пат трет и затоа и успеваме толку долго да издржиме. Затоа што изминатите години, посебно во претходната влада, во Македонија навистина не беше лесно. И сега не е лесно, но тогаш беше навистина најцрниот период на хомофобија и трансфобија во Македонија. И ако не бевме многу, немаше да издржиме, па сакам тука да и поздравим моите останати колеги. Нема да се налутат останаките, ако јас тебе така те најавам. Да, не, но тоа е за мене важно. Втората работа е што оваа конференција е во соработка со трите партнери што ги споменавте. Но она исто што е важно и зашто е историски важна конференција е што домаќин е Министерство за труд и социјална политика, односно домаќин е државна институција, што за прв пат во регионот, во нашиот регион, на Западна Европа и Турција, државна институција да е домаќин на ваква голема регионална конференција, каде што поканува и влади, и ЛГБТ луѓе и активисти на едно место. Она што наназад можеше да се слушне, нели, од овој активизам е токму важноста на тоа вмрежување на НВО секторот со тоа што е актуелна власт, односно тоа што е држава реално, за да се некако остварат основните, би рекле, човекови права. Дали сега се чувствувате дека сте дојдени во фаза кога тоа е сериозно остварено или почеток на некакво сериозно остварување? Да. Промените се осетија со самото менување на власта. Затоа што првата година од прилика неколку представници од власта, вклучително и премиерот Зоран Заев, се појавија на ЛГБТ и настани да дадат поддршка и солидарност со сите нас кои го преживеавме најцрниот период и кои ги преживеавме нападите. Затоа што имаше повеќе напади на ЛГБТ центарот за поддршка, но и на ЛГБТ активисти, кои за жал се уште не се решени, но се надеваме во овој тек на промени, дека еден ден ние ќе видиме правда и за тие напади. Таа прва година на декларативна поддршка и на изјавување на политичка волја продолжи во наредната година со промени на законски решенија. Прво се промени кривичниот законник и сега ги препознава кривичните дела од омраза сторени на основ на сексуална ориентација и родов идентитет, и тоа е на иницијатива на министерот Оливер Спасовски, тоа е за пофалба. Еден од клучните закони за кои се боревме со години во Македонија е закон за заштита од дискриминација, кој сега, благодарение на сите напори од Министерството за труд и социјална политика и секако во соработка со ЛГБТ активистите, и останатите активисти, не само ЛГБТИ, се донесе закон за заштита од
од дискриминација кој ги препознава сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи, но уште поважно ја препознава интерсекцијската дискриминација. Затоа што не е исто да си жена, лесбејка да речеме, која зема плата од 25.000 денари, е осигурана на неопределено време и да си да речеме лесбејка од некоја малцинска етничка група, да речеме ромка, например, и невработена и без образование. Значи, тие две, иако се лесбејки, имаат различно искуство на дискриминација. Новиот закон го препознава тоа различно искуство на дискриминација, затоа... Колку како активисти бевте вклучени во сите овие процеси? На менување на закони и така натаму? Ние како активисти сме вклучени во сите овие процеси, цело време. И пред да биде ова нова влада на власт и со претходната влада, но за разликата е во тоа што тогаш немавме простор да влеземе во државата, во државниот апаратус, немавме простор. Работата беше сведена на нас самите. И се во услови кога немаш влез во државата, иако како и сите останати граѓани ги плаќаш даноците, ние тогаш мораше да најдеме различни креативни начини на реагирање. Еден од начините беше протест, затоа што никој во државата не слушаше. И оно што беше најстрашно е што на физичките напади кои ги преживеавме немаше никаква осуда. Не збораме за правни постапки. Немаше никаква јавна осуда од ниеден представник од државните институции или од владата. Во тој случај ние излеговме на улица и протестиравме. И се за разлика, повторно ќе кажам, за разлика од денес, тогаш солидарноста беше на многу пониско ниво и не можевме ни да собериме многу луѓе на улица за да направиме некои поголеми суштински протести. Но пак, ЛГБТ и активистите се и политички активисти. И во протестите во 2015, во 2016, ЛГБТ и активистите беа дел од тие протести, од тие политички протести против еден режим кој ете заеднички со сите останати граѓани во државава кои излегоа на улица заради неправдите кои тие ги чувствуваа, успеавме тој режим да го смениме. Со тоа што ние учествувавме во промената на тој режим, на некој начин таму почна градењето на довербата со тогашната опозиција, а денешната власт. Некој таков партнерски однос започна тогаш. Но борбата не е лесна. И не е лесно... Не е лесно. Захтева многу повеќе време. Ние навистина имаме голем успех. Еден од успесите што сакам да го поздравам е олеснувањето на правата на транс луѓето. Например, денес министерот Венко Филипче, министерот за здравство, изјави за напорите што тие ги прават внатре пристапот до здравствени услуги за транс луѓето, за пристап до операциите за промена на пол да влезат во фондот на здравство. Тоа е препорака од Советна Европа, тоа е мерка која се применува. Таа информација беше пренесена дека тоа е веќе завршена работа. Но тоа е само обид да биде тој зафат да влезе во нели како покриена операција нели од фондот, но тоа не значи дека тоа е завршена работа, тоа ми е прашањето. Не го разбирам прашањето, не знам што значи дали е завршена работа или не. Дали веќе влегува како операција, односно како зафат кој ќе го покрива фондот, или само се дава како предлог да влезе како зафат? И сега тоа можеби треба да прашате најдобро во Министерство за здравство, таа информација во моментот јас ја немам, но она што јас сакам да го кажам во однос е да ја поздравам таа иницијатива. И ако не е во моментот влезена, таа треба да влези. И како што кажав, таа препорака доаѓа и по препорака на Советна Европа, но и е така во сите развиени држави. Значи во секоја држава таа пристапот до операција за промена на полот е дел од државното здравствено осигурување, затоа што ние сме граѓани на државата и ние плаќаме даноци на државата. Ние плаќаме придонеси за вработување, ние плаќаме придонеси за здравствено осигурување и мислам дека е единствена логична мерка. Рековме дека во сабота ќе се случи, малце да прошарам. Да. Во сабота ќе се случи првиот прајд во Скопје и Скопје и Северна Македонија не би биле тоа што се ако нема најава за контра. Протест, или тоа се некои стари навики останати. Но ќе се појави група во истиот ден со истиот термин Марш на гордоста, кои што се залагаат за
традиционалните вредности. И тие се појавија во јавност, и тие одржаа пресконференција и ги кажаа своите ставови. Така. Коментар на тоа? Навистина, мислам дека е хетеронормативот зазема толку многу простор што навистина не заслужува коментар во оваа емисија. Хетеро луѓето, цис хетерородовите луѓе парадираат цело време на секое место, од секој ќош од општеството. Заземањето на дополнителен простор, јас мислам е комплетна игнорантност на привилегиите со кои живеат. Затоа што, и вие и сите останати кои припаѓаат во тој норматив, во секое време може да се држат за рака со саканите, може да ги земите децата, да одите во парк, да одите на вечера. Не дај Боже, ако еден од партнерите е на интензивна нега, вие може да седите со него, затоа што и се тоа е прифатено и признаено. И вие, мислам, извинете се, не мислам вие лично, ама сите кои припаѓаат во тој доминантен норматив во општеството цело време парадираат на секаде. И мислам да се организира ваква парада, каква што тие организираат, мислам дека крајно непочитување на различностите во општеството за кои се залагаат. Од друга страна, тие зборуваат за традиционални семејства, но не ги адресираат останатите проблеми во семејството. Не ги адресираат децата на улица. И тие се деца од традиционални семејства. Зошто не разговараме за семејното насилство? Зошто не разговараме за фемицидот, кој е во пораст во Македонија? Значи, зошто не збораме за тоа за колку мажите ги тепаат и ги убиваат жените во тие традиционални семејства, туку сега, кога ние излегуваме за прв пат во историјата на нашата независна држава, на улица, за тоа што ние цело време сме турнати во ќошината на срамот, ние не сме слободни никаде. Значи, јас кога ќе излезам на улица и ја држам мојата партнерка за рака, јас не сум слободна. Ни тогаш, затоа што цело време јас се пазам од погледите полни со презир и не знам дали некој ќе ми удри тупаница или ќе ми фрли пцовка. Вие тоа го немате искуство. И сега од таја позиција хетеро луѓето излегуваат на некој таков процес, мислам дека е крајно игнорантно и непочитувачки. И мислам срамота за нив. Најсега срамота кај нив. Што ќе се случува во сабота? Знаеме. Во слабота ЛГБТ луѓето, квир луѓето, ние на страните ќе излеземе на улица со нашите тела да ги ослободиме. Да ги ослободиме нашите тела, но исто така да ги заземиме улиците. Те се наши улици. Јас повторувам најверојатно трет пат во емисијава дека ние плаќаме данок како и сите останати. Со нашите пари се одржува градот. Исто така како и со парите на сите останати жители во земјава. И ние ќе кажеме дека ние припаѓаме во ова општество. И ние имаме обврска да коегзистираме. Ние не мора да се сакаме, но имаме обврска да си ги почитуваме правата. Јас морам, за жал, да коегзистирам со сите луѓе кои шират говор на омраза на интернет. Морам да коегзистирам со сите оние кои го искршија. Но исто така, за среќа, јас коегзистирам и со оние кои дадоја поддршка и кои стојат во солидарност со нас. И кои ќе излезат со нас во сабота на парадата. Се поставува многу прашањето деновиве околу тоа колкава ќе биде безбедноста на настанот, како е најавен, колку полициски сили, мислам сега на некаде мора и ова да биде поставено како прашање, затоа што токму шпекулациите од типот дека оваа група што претходно ја споменав, име Марш на гордоста, дека можно да се случат провокации, да се случат инциденти. Да. Ја прво исто сакам тука да поздравам, испаѓа дека поздравам многу државни институции, но во моментот на вистина е така, на вистина е некој осврт во државата, има нашата земја се позиционира на вистина на пат кон Европска унија. Со сите овие мерки кои ги поставува од многу различни министерства. Во конкретниот случај, моите колеги кои работат на терен овие сите денови по скоро 24 часа на ден во организација на парадата на гордоста се во континуирана комуникација со Министерството за внатрешни работи,
кои основаа тим на полициски службеници кои го организираат целото обезбедување на Прајдот. Тие гарантираат безбедност на Прајдот и сите луѓе кои ќе бидат дел од Прајдот ќе бидат целосно заштитени. И тоа е навистина за поздравување. Денес и комесарката за човекови права при Совет на Европа ги поздрави обидите и на ЛГБТ активистите кои ја организираат парадата, но и на државата која тоа го овозможува така како што треба, како што носи редот. Значи, со Прајдот, Скопје, Македонија, вистински на картата на земјите во кои што се успешни овие прајдови. Да, мислам дека Прајдот е само една дополнителна активност на некоја поголема политичка агенда која веќе започната за унапредување на правата. Други, мислам, она што очекуваме ние во иднина да се случи покрај овие активности за кои зборувавме е да се олесни пристапот до правно препознавање на родот за трансродовите луѓе, затоа што реално трансродовите луѓе се во Македонија, она што нашите истражувања го покажуваат се најмногу на мета, затоа што нивното родово изразување не е во согласност со маркицата за род во документите. Буквално секој ден во пошта, во банка, на граница, во болница, секаде се изложени, ама што си ти сега, машко си, женско си, зошто ти е род вака. И тоа е насилство. И тоа е структурно насилство. И државата веќе прави обид да го адресира тоа структурно насилство, па веќе има работна група која изготвува предлог измени на закон и јас не сум дел од таа група, годинава не ни живеам во Македонија, но јас сакам да ја поздравам таа иницијатива и да пренесам дека барањата на транс заедницата, на транс луѓето, се таа постапка да биде брза и едноставна и да биде сведена на себе определување. Затоа што навистина не е тешко. Пробајте вие да кажете дека сте маж и да го злоупотребите тој систем. Не се тие лесни постапки. Значи, пристапуваат до тој закон оние луѓе на кои тој закон навистина им е потребен и затоа тој закон мора да биде лесен и едноставен. Од друга страна, денес представничката на Совет на Европа, тука е присутна шефицата на Соџи юнитот на Совет на Европа, на прашање од гостите на конференцијата, таа јасно кажа дека препораката на Совет на Европа е ваквите закони да бидат на себе определување, без да бараат драстични мерки од транс луѓето кои сакат да пристапат. Искоренување на предрасудите е сериозен процес. Ние овде имавме случај кога во образовниот процес беше вметната и хомофобија и трансфобија и така натаму. И сега имаме многу прашања што можеме да ги поставиме, а немаме повеќе време. На крајот, само јас ќе најавам дека Билјана ќе биде во Лица здрави од септември, кога ќе почне новата сезона, затоа што сметам дека твојата лична приказна е многу силна, а овој пат времето е прекратко и не ни беше ни тоа намерата. Но кога реално има еден убав почеток на уживање на правата на ЛГБТ заедницата во Македонија, кога од другата страна ве велите имате влада која има разбирање за вашите потреби, токму тогаш, после годините на борба и отпор, Билјана не е во Македонија. Прашањето ми е, сега кога си во Брајтон и кога гледаш колку се работите така, нежни, меки и така натаму, гледаш дека може и поинаку да се живее, но велиш срцето ти е овде и би се вратила да ја водиш борбата до крај. Види, мислам дека работите уште не се нежни и меки. Мислам дека законската рамка е донесена. Таму навистина е нежно и меко и многу е лесно. Системот функционира и стварно едноставно. Ама срцето ми е тука. Ги следам процесите и како што кажав се донесоа овие закони, но сега треба да почнат да се спроведуваат. Ние треба да видиме мерки, треба да видиме Пак сте на почеток. Да, точно, повторно сме на почеток. Ние навистина треба конечно да видиме осуда на нападите, за да знаеме дека тие закони навистина функционираат и ќе функционираат, затоа што доволно е една пресуда да има за да се постави преседан за понатаму луѓето да знаат дека не може туку така да истепаат некој заради нивната сексуална ориентација, родов идентитет или да го дискриминираат на работно место. Малце ми е криво. Брајтон е многу убав, цел град е на море и навистина е многу убав град, но малце ми е криво што баш оваа година не сум во Скопје, ама за скоро, за 3 месеци.
Ке се вратиш, добро. Конференцијата ќе заврши утре со декларација, за која што рековме хубаво да ја споменеме за крај, па повели. Во подготвена е декларација, предлог декларација во соработка со Министерство за труд и социјална политика и ЕРА. Утре ќе биде представена на сите представници од владите, ако има случајно некои коментари и имате представници од владите од цел Западен Балкан. Од скоро цел Западен Балкан. За жал од Турција се уште немаме заради политичка состојба во Турција, но се надевам во иднина и тој ќе се смени. Таа декларација ќе биде подпишана од сите влади и има повеќе точки за што владите се залагаат, но воглавном вклучува дека владите ќе работат блиску со ЛГБТ луѓето од нивните земји при креирањето на политиките. Вклучува исто дека континуирано ќе унапредуваат законската рамка и дека ќе обезбедуваат спроведување на таа рамка. Вклучува дека ќе стојат силно против дискриминација и насилство на ЛГБТ луѓето во сите сфери и она што е најважно стои дека владите ќе се залагаат за менување на она што велиме мисли и срце на граѓаните или за менување на општествените текови во самите општества. И она што е најважно за ова декларација и за оваа мрежа, меѓувладина регионална мрежа е што државите од овој регион си ги знаеме општествено-политичките контексти затоа што се слични. И оваа декларација и оваа мрежа возможуваат меѓусебна поддршка. Од е многу полесно ние меѓусебно да се поддржиме од Западен Балкан затоа што полесно се разбираме отколку некој од Запад или од подалеку. Так. Билјана, ти благодарам за ова гостување. Ова беше Билјана Гинова, борец за човекови права и ЛГБТ активист. До следното видување, и посакувам безбедна и успешна парада во Сабор. Јас се надевам ќе се видиме на парадата. Така е. И ви благодарам уште еднаш на поканата. Така е. Ти благодарам уште еднаш, а ви останете со нас, следува Централниот дневник. Добро поминуване.